Во развиените земји од светот и општествено одговорните држави на лицата со попреченост им се овозможува посебен третман и заштита во периодот на пандемија. Сметаме дека следниот пакет мерки треба да се надополни со помош и поддршка за сите деца и лица со попреченост на територијата на нашата земја во надминување на кризата со COVID-19. Вака реагираат од Сдруженијето на лица со церебрална парализа од Велес, кои ќе достават барања до надлежните со цел олеснување на животот на оваа категорија граѓани во време на пандемија. Во надминување на кризата пред се би сакале да помогнете со доделување на ваучер за набавка на лекови, витамини, здрава храна и хигиенски материјали во вредност од 6.000 денари за секое лице и дете со попреченост во Република Македонија. Доделување на ваучер за рехабилитација, рекреација, одмор во вредност од 6.000 денари. Се надеваме дека нашиот предлог ќе се најде на расправа на собраниска седница и на седница на влада на Република Северна Македонија и по истиот ќе се одлучи позитивно во полза на децата и лицата со попреченост кои се граѓани на нашата држава. Од Сдруженијето велат дека никој во рок од една година не помислил на оваа категорија граѓани, а при тоа антиковид кризните мерки ги опфатиле сите останати сектори. Покрај оваа иницијатива надлежните бараат и промена во здравствената законска регулатива, кои се однесуваат на бесплатно здравство на сите лица со попреченост, без ограничување на старосната возраст, бесплатен престој на придружникот на лице со попреченост во период на хоспитализација и намалување на периодот од 5 години за обнова на ново ортопедско помагало. Бараме промени во социјалната и пензиската законска регулатива кои се однесуваат на тргнување на границата до и над 26 години старост и рамномерна достапност на сите парични социјални права уште од моментот на диагностицирање, зголемување на износот на додатоците за нега, мобилност и попреченост, односно вкупниот износ за секое дете и лице да не биде под 200 евра, во зависност од тежината на попреченоста да се зголемува на овој износ. Ова го велиме заради тоа што во регионот, во сите земји, сите социјални додатоци кои што ги добиваат лицата со попреченост се над 200 евра и во Србија, и во Хрватска, и буквално во сите земји од регионот, а ние се наоѓаме на најниското рамниште. Барањата ќе бидат доставени до премиерот Зоран Заев, како и до председателот на Собранието Талат Џафери.